Арамијата што се исповеда на дуовник. Чита Александар Станојков. Еден Арамија ошол на дуовник да се исповедат од греот. Си кажал греоите што имал сторено и дуовникот му дал канон за да тргат за греоите да му се простат. Му пеал и простени молитви и станал Арамијата да си одит. Дуовничоче, му рекол Арамијата, денеска ако сторам некој грев, Господ да не дај, туку велам, до кога ќе ме ватит греот за да ме порази? Денеска, чедо, ако сториш некој грев, му рекол дуовникот, од 40 дни нема да помини нити еден ден потамо и ќе ми те ватит. Вели, така молитвата ми ти оче, му рекол. Му бакнал рака Арамијата на дуовникот и си излегол од одајата од дуовникот да си оид. Врвејќи Арамијата низ втората одаја, видел на полица еден тунус вес со чалма навиткан. Чалмата била како од турски аџија, од најскапата, саде со срма везана и од коприна ткаена. Со тој вес дуовникот шетал по селата кога собирал милостина за Свети дом. Тебдил се правил дуовникот со турска чалма кога одел по лошите патишта, за да се варди од арамиите и кеседжиите што имало по тој вилјат по патиштата. Видоајќи го весот Арамијата, ја чекај да си го земам овој вес со чалмава, си рекол сам со себе Арамијата, за да се правам понекојаш тебдил која ќе одам да крадам понадалеку. Дуовникот си има камилавка, нека си ја носи таа, не му ваков вес, не му требат за да го носит и да биет како мене Арамија. Велејќи Арамијата тоа во себе си, го зел весот под мишка и се излегол низ порта. Како што се пулел дуовникот од пенџери низ порта, го догледал весот под мишката од Арамијата кај си го носел. Гледај проклетникон, си рекол сам со себе, Арамија весот ми го украде, ја чекај да види тој како кради од мене. Рипнал на нозе, слекол расата, засукал полите од антеријата и му се пуштил да трчат по Арамијата за да му ја земит чалмата. Дуовнико бил едно четворно мажиште за два од Арамијата. Арамијата едно беше излегол од порта и беше спраштил на бегање по сокак. Едно беше го видел дуовникот Арамијата и свикал по него да му ја донеси чалмата. Ама Арамијата се правил да не слушал и си потрчувал. Кога видел дуовникот и ќе избега Арамијата, му се пуштил што да може да трчат. Едно беше го привтасал дуовникот, Арамијата виделот и ќе го втасат, кршнал по еден крив сокак и бегајќи му се одврзала чалмата од весота, му се сплеткала помеѓу нозе и трчајќи на многу места паднал и го втаса дуовникот, да го натиснал и му го зел весот со се чалма. На лутината згоре беше му легнал да го тепа, со клоци, со тупаници, го газил, го гмечил, дури му втасало и си тргнал дуовникот дома да си оид. Ја постои бре дуовниче, му свикал нажалено Арамијата на дуовникот, да те прашам нешто. Застанал дуовникот и се свртел од кај Арамијата да види што ќе го прашат. Прашај ме бре Арамио, му рекол дуовникот. Да видам што ќе ме прашаш да би вечна мака ја ќердосал. И оваа мака што ми ја даде ти Арло ја ќердосал во чудовнич. Туку јас сакам да те прашам. Зошто ми излага кога ми исповеда? Јас те прашав, ако сторам денеска еден грев, до која ќе ме вати гревот? Ти ми рече, до 40 дни ќе те ватит, и јас по твојот збор се поверува за до 40 дни да ме вати гревот и го украдо весот со чалмата и си мислев, оти 40 дни Аллах керим, па може да одев кај некој друг дуовник и ќе се исповедав да ми се прости овој грев, ама еве грева ме вати до 40 детики, не до 40 ден. Да вака тебе не ти прилега да лажиш светот и да иземаш на душа за да јадам човек. Како свештено лице што си, не ти прилега да лажиш. Требаше мене да ми кажеш, оти сега ќе ме ватит греот и да не ти украдов чалмата со весот за човек да јадам. И друго да ти речем. Вие дуовници, попои, владици, сите прикажувате на народот, ако ти ја посака некој кошулата, дај му ја. И ако те удри некој со едната страна по образ, си сврти му и другата страна. Ете, и со тие збориве најдов во лага, ама ти ќе речеш. Еве, еден вест изедал со чалма, сакаше да ме умреш од човек, ама кошулата да ти ја земав, што ќе ми направиш?
Господ да чува од црни каудир. Ете, тоа сакам да речем каудир. Море Арамија бре, му рекол дуовникот. Јас не сум те излагал за греот, знаеш ли не знаеш? Овој грев што го стори ти сега пак за 40 дни ќе те ватит. А сега што јаде ќотек за некои стари греови го јаде од мене. А пак за лиштето што велиш оти сме кажувале изудирањето побрз. На тие зборови ние кажуваме едни друзи работи. Што не ти арно тебе да ти прави светот, не прави му и ти ним, и со каква мерка ќе мерите, со таква ќе ти мерат. Која и чуе Арамијата тие збори од дуовникот, наведил глава и си ошол. Арно ама, се туку се боеше пред 40 дни да не го ватит греот од весот со чалмата од дуовникот што му го украде. Една вечер стоел покрај еден зид да демни некого за да го убиете. Многу време стоел и никако не му дошло на колај да го отепат човекот и едно се тргнал од покрај зидот и сторил зидот, та паднал сиот на земи. Тамам тогај беше биле 40 дни од која беше го украл весот на дуовникот. Бријана сам, ќе му се исполнеше зборот од дуовникот, уште троа ќе ме потиснеше зидот и тука ќе ме сплескаш. Море, не треба човек каудирски лаги да верува уште еднаш. Така си рекол сам со себе и му отишол од другата страна на куќата да го демни човекот што го имал Аслом за да го убиет. Стоејќи на едно место, го сетил Асамот од куќата и зел пушката, та наместо него да го отепат Арамијата, тој го отепал Арамијата. Од која паднал на земја Арамијата, се собрале луѓе околу него да го прашаат кој го отепа. Море, кој те отепа, бре, човече? Му велеле луѓето. Греот дуовнико ме отепа, браќа, никој друг не ме отепа, им рекол. Да би капнала таа уста каудирска што рече за да ме вати греот до 40 дни и вистина, еве кај ме вати. Море, пријателе, му рекле луѓето, кој скака од кол на кол, колот ќе му се пикни во газот. Си умрела Арамијата и луѓето си озошле секој по работата.